Почитувани, власта, освен во лажењето за вакцините против корона, континуитет има и во сомнителни тендери. Или тендери за кои самите тие одлучуваат и ги интересира само личната добивка, во конкретниот случај оној за еден вид на приватизација на стерилизацијата. А станува збор за многу специфична област, за која во иднина ќе се грижи приватна фирма, која ќе треба да набавува хируршки инструменти, облека за лицата кои влегуваат во операцијска сала, дезинфекција на салите, до грижа за медицинскиот отпад и слично. Кон средината на јануари, со допис беа известени здравствените установи дека се исполнети сите договорни услови за приватниот партнер да започне со давање на интегрираните услуги за стерилизација. Во прилог им беше доставен готов договор, кој треба да го потпишат надлежните корисниците на овие услуги. Станува збор за 31 здравствена установа од целата држава. Но од почетокот на постапката во 2019 година, кога ВМРО ДПМН побара одговори од Министерството за здравство, ништо не се случи, освен сделки кои очигледно одговараат на сметките на Филипче и Заев. Иако Филипче велеше дека превзема чекори за унапредување на јавното здравство, освен физибилити студии, тендери или сомнителна приватизација на јавното здравство, не видовме ништо. Многу едноставно, власта и Министерството за здравство имаат обврска да дадат одговори во јавноста за тоа што се работи за народни пари. Прво, зошто формираните цени се 4 пати повисоки од оние до сега? Второ, дали е доволно приватниот партнер да доставува банкарска гаранција од само 5% од вредност на договорот, како што стои во понудениот договор до здравствените установи? Трето, зошто анексите на договорот се однесуваат главно на начинот и условите на плаќање? Очигледно е за Заев и Филипче се врти само околу парите. Очигледно е, тие не се заинтересирани за здравјето на граѓаните, ниту во период на пандемија со корона. Вакцини нема. Иако во другите држави вакцинацијата е почната од декември 2020 година, а кај нас нема ниту една вакцина. Во текот на вчерашниот ден стигнаа првите 1000 дози од Спутник во Босна и Херцеговина, а во Албанија првите 1170 дози од Pfizer. Со ова, вакцини нема само Македонија и Косово. Набавката на вакцини не им оди, ама затоа се експерти за тендери и распродажба на јавното здравство. За ваквите постапки мора да има одговорност.